Добар ден! Еве на часот по математика за второ оделение. Јас сум Нада Антолска, оделенски наставник во основното училиште Андреја Савески Ќичи Штетово. Цели на часот. Внимателно читање на текстот на задачата. Разбирање и толкување на текстот. Да знае да ја објасни поставката на решавање. Да даде одговор на поставениот проблем. Правило. Кога решаваме текстуални задачи, потребно е текстот да го прочитаме внимателно. Убаво да размислиме која или кои операции ќе се применат во решавање на задачата. Еве пример. Ана и Софија решавале задачи. Ана решила 20, а Софија 12 задачи повеќе. Колку задачи решила Софија? Бројот на вкупно решени задачи на Ана го знаеме, тоа е 20, но за Софија не знаеме. Знаеме дека решила 12 задачи повеќе од Ана. Затоа ќе пресметаме 20 задачи плюс 12 задачи повеќе кои ги решила Софија еднакво на 32. Добиваме одговор. Софија решила 32 задачи. Лара прочитала 17 страни од лектирата Зоки Поки, а Александар 11 страни повеќе од Лара. Прашање е колку страни прочитал Александар. За Лара знаеме точно дека прочитала 17 страни од лектирата, но бројот на прочитани страни од лектирата кај Александар не ни е познат. Затоа ќе решиме 17 страни кои ги прочитала Лара плюс 11 повеќе кои ги прочитал Александар еднакво на 28. Одговорот е Александар прочитал 28 страни од лектирата Зоки Поки. Еве уште еден пример на текстуални задачи. Лео и Христијан собирале сликички од фудбалери. Лео собрал 19, а Христијан 15. Прашањето е колку сликички заедно собрале двајцата. Овде имаме дека бројот на сликички кои ги собрал Лео е 19, а бројот на сликички од Христијан е 15. Колку сликички собрале двајцата? Решаваме. 19 сликички од Лео плюс 15 сликички од Христијан вкупно се 34. Одговор. Лео и Христијан заедно собрале 34 сликички. Сега ќе идеме на еден нов вид на задачи, на повисоко ниво. На левата страна од улицата има 13 куќи. На десната има 29 куќи, повеќе отколку на левата страна. Колку вкупно куќи има на двете страни од улицата? Левата страна има 13 куќи, но бројот на куќите од десната страна не ни е познат. Затоа ќе пресметаме 13 куќи од левата страна плюс 29 од повеќе, вкупно се 42 куќи. Сега добиваме дека на левата страна има 13 куќи, а на десната страна има 42 куќи. Вкупно од двете страни на улицата има 13 куќи од левата страна плюс 42 куќи од десната страна еднакво е на 55 куќи. Одговорот е на двете страни од улицата има 55 куќи. Доколку ви беа интересни задачите за домашна работа,
потрудете се да составите сами текстуални задачи. Ви благодарам на вниманието.